Да, еве на назад во студиото и во овој последен блок каде што се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски ги анализираме вестите и оние најактуелни информации од регионот и од светот и стандардно со нашиот колега Дејан Андоновиќ. Добар ден. Деки, добар ден. Ќе започнеме со она што ни е најблиску на регионот. Денес се одбележуваат 20 години од бомбардирањето, НАТО бомбардирањето. Од завршувањето на бомбардирањето на НАТО. Ти всушност имаш известувано. Да, јас бев таму, мене ми е жал што година? 1999 година снимавме со СВХС некои касети. Јас ги имам уште тие оригиналните касети, ама не знам како да ги префрлам за да доловам каква атмосфера беше кога се чекаа војните делегации на тогашната војска на Југославија и на НАТО силите, односно предводени од генерал Весли Кларк, кои требаше да го потпишат крајот на бомбардирањето, 78-дневното бомбардирање. Ќе го формулирам вака за влеса прашањето. Вкупно 1200 цивили загина, преку нели 360.000 бегалци примивме ние во земјава од Косово. За србите се уште болка, може да се каже, а од друга страна лидерите на НАТО и НАТО алијансата се уште нели оправдано и легитимно според нив. Да, тие денеска излегоа, повторија, нели се навратија на тоа што се случуваше пред 20 години, со потпишувањето на воено-техничкиот договор во Куманово, се стави крај на 78-дневното бомбардирање на тогашна СР Југославија, се договорија двете страни тоа што се договорија. Тие денеска излегоа луѓето кои беа во врвот на политиката, како што беше генералот Весли Кларк, како што беше портпаролот Џейми Шеј, како што беа многу инволвирани, најавија дека и председателот Бил Клинтон најавија дека во среда ќе дојдат во Приштина да одбележат една нели голема победа која се случила пред 20 години од нивна гледна точка. Тие денеска еве Столтенберг, генералниот секретар на НАТО, излезе и рече дека бомбардирањето на тогашна СР Југославија било неопходно и легитимно, што малку ми се чини е проблематично изјава ако се земе во предвид дека се гаѓаа градови, се гаѓаа цивилни цели. Неспорно е дали било проценката дека режимот на тогашниот председател Слободан Милошевиќ можеби не требал да прави тоа што требал да прави, но онакви бомбардирања, јас лично како репортер бев 30 на дена за време на бомбардирање и во Косово и во СР Југославија. Да. И тоа изгледаше страшно, бидејќи таму обичните луѓе страда и ќе потсетам, не можеш врз основа на еден политичар да бомбардираш една нација од 8-9 милиони. Но ова се уште остана главната дилема во целата таа приказна и перипетија. Не само што остана дилема, и на секое одбележување истото се зборува. Истото се случува и полно од нивната тамошна јавност и во Соединетите Американски држави, во земјите кои се членки на НАТО, има големи противања во тоа време. Зошто токму така да се решава уривање на еден режим? Ние и денеска можеме да видиме дека Венецуела сака да го урнат Николас Мадуро, па не го бомбардираат. Режим не е жива материја, режим е систем кој што не може да го бомбардираат и покрај тоа што можеби сака да урнат таму. Не знам зошто беше пред 20 години ден денеска не ми е јасно зошто НАТО се на некој начин се одлучи на таков радикален чекор. Тоа изгледаше страшно, особено што Србија и Црна Гора европски градови, онакви бомбардирања, уривања на мостови и гинење на обични недолжни цивили кои можеби не го поддржуваа Милошевиќ, но зошто да испаштаат ради него. Тоа беше многу такви случаи. Страшно, но денеска еве повторно ќе кажам, бевме сведоци, имаше посета и во Белград на заменик државниот секретар на State Department-от. Тој го повтори истото дека било неопходно, дека има жал што морало така, но морало. Столтенберг денеска излезе со истата таа, да кажеме, констатација дека било легитимно и неопходно. Она што ја само сакам да кажам дека пред 20 години се договорија двете страни, двете војски да прекинат воените дејствија. Тогашната војска на Југославија според тој договор помеѓу Белград и НАТО беше да ги повлече своите трупи од Косово и после не знам колку 2-3 месеца повторно да се врати. Меѓутоа тоа до ден денеска не го направија. Србите беа на некој начин и Југославија тогашна, сега Србија тотално тргната од Косово и ние до ден денеска практично не се реши косовското прашање. Да, имаме прилог на оваа тема, да го погледнеме, подготвена од Дескот на Еден ТВ и се враќаме со разговорот.
Историјата покажа дека бомбардирањето на СРЈ во 1999 година беше неопходно и легитимно, бидејќи го прекина насилството, а бегалците можеа да се вратат дома, додека КФОР помогна да се создаде безбедна средина во Косово за сите, вклучително и српските заедници, смета генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Знам дека НАТО се уште предизвикува контроверзи во Србија, а многумина се уште имаат болни спомени од воздушната кампања во 1999 година. Уште потешко за оние што ги изгубија најблиските. Секој изгубен невин живот е трагедија, а ние длабоко жалиме поради тоа. Вели Јенс Столтенберг за политика. Тој додаде дека целта била да се заштитат цивилите во поширокиот регион од режимот на Милошевиќ, како и дека минатото не треба да се заборави, но може да се учи од него. Ден во европски рамки при интеграција на една држава, особено овие што сме на Балканот, Европа и НАТО како да доаѓаат во Европската унија и НАТО како доаѓаат во пакет. Тоа се аспирациите на сите држави кои што не обкружуваат, воедно и нашата. Србија преговара за влез во Европската унија. Меѓутоа, колку ова случување од 99 година сега останува еден белег, една трага која што не може да се избрише и српскиот народ никогаш не би прифатил членство во НАТО алијансата и покрај сите можеби бенефиции кои што ги нуди едно такво членство, како политиката на Србија кога се работи за Европската унија преговара со првите луѓе во ЕУ и со Америка, кога се работи за безбедносни прашања, тогаш како да игра на страната на Русија. Значи, Србија сака да остане воено неутрална и мислам дека поврзувањето на НАТО и Европската унија, според моје лично мислење, значи можам да се оградам, тоа е лично мислење, мислам дека не треба додат рамо до рамо. Еве ќе ги земеме примерите. Норвешка е членка на НАТО, но не е членка на Европска унија. Норвешка е некоја голема јака држава, така. Шведска од друга страна членка на Европска унија, не е на НАТО, воено неутрална. Србија сака да остане неутрална според нивната политика. Први, разбирливо е, сепак беа во војна, имаше голем број на жртви таму, се уште се чувствуваат месечини последиците од бомбардирањето на 78-дневното бомбардирање на СР Југославија, односно предсена Србија, но и Црна Гора, која па сега влезе во НАТО. Се уште има таму генерации кои се раѓаат и кои боледуваат од оној осиромашен ураниум, кој, за волја на вистината, таму бомбите беа од осиромашен ураниум и се разбира дека србите не би можеле туку така тоа да го заборават и сега да продолжат со до вчерашниот, да кажеме, напаѓач, да не кажам агресор, на некој начин тоа беше така. Сега тие одедношка да заборават се и да продолжат понатаму, се уште имате таму генерации кои како ги влечат своите трауми од тие бомбардирања. Јас повторно ќе кажам, самиот бев сведок на тоа колку страшно изгледа и колку страшно е сето тоа кога се тие сирени, кога се тие бомбардирања, а ти си дома, не си некаде надвор. Сепак Белград е европски град, Нови Сад е европски град, Ниш е европски град, а таму паѓаа бомби како да си у Африка, некаде каде што нема цивилизација. Од друга страна, Србија ги има тесните односи со Москва, историски ги има, секогаш ги имала и не може туку така да се приклони на едната или на другата страна. Оттаму и политиката на Белград ми се чини и да ја искористи оваа траума со НАТО која имаше пред 20 години. Тоа беше неславна епизода и за двете политики, но и од друга страна не сака да се ги расипе односите со Москва, бидејќи Москва и Русија од секогаш историски со србите имала и tekako блиски односи. Оттаму мислам дека нивната идеја да се приклучат кон Европската унија е за нив легитимно, што можеби на русите не им одговара од економски аспект, бидејќи Србија е сепак во Европа и нормално е дека тежна е кон Европската унија, но од друга страна што се однесува до својата безбедност, ние можеме да бидеме сведоци по медиумите, она што ги гледаме по нивните телевизии, тие имаат силна армија, ја прават армијата да биде силна, значи нема да им треба некој колективен безбедносен систем да се заштитат од некој агресор и кој би ги нападнал, пошто сега се обкружени со сите НАТО земји, веројатно не би требало да има никакви проблеми. Но во НАТО, повторно ќе кажам, ќе треба да поминат доста генерации да го заборават тоа што се случуваше пред 20 години. Андоновиќ,
следна блиска тема секако од регионот е и Албанија. Некако повторно политички изовреа, политички тензии, препукување меѓу Рама и Мета. Пред експлозија ми се чини. Така некако делува, да, сума сумарум. Мета ги одложи локалните избори, Рама па некако и на своите социјалисти им се обрати доста, да, во четврток му децидно дека ќе подготвуваат барат, импичмент. така, импичмент. И што може да очекуваме ако се земе во обзир дека најверојатно нема да се смират овие политички препукувања? Па тие политички препукувања траат повеќе месеци, ние секојдневно ми се чини известувавме за тоа. Како маска можеби нешто да се представи пред тамошната јавност или навистина врие? Врие и тоа многу врие, ние гледавме изминатиот период како има паралелни протести во Тирана и во Белград и во Софија и во Подгорица, но ми се чини дека се од сите тие протести кои беа опозициони во Тирана некако беа најжестоки, најмасовни, околу 100.000 луѓе, и видовме дека има насилство каде што демонстрантите предводени од опозиционата демократска партија предводена од Лјузин Баша пробува на неколку пати насилно да влезат во парламентот, нешто што немаме видено во регионалниве протести, освен она кај нас што се случи нели на 27 април, све друго не успеавме да видиме, ниту во Белград, ниту во Подгорица, ниту во Софија во протестите немаше такво насилство. Тогаш опозицијата бараше одложување на редовните локални избори кои треба да се одржат на 30 јуни, под образложение дека владата на Еди Рама, пред социјалистот Еди Рама е корумпирана и сака да ги излажира тие избори. Лјуизин Баша и опозицијата бараат, да подсетам, бараат поднесување на оставка од страна на Еди Рама, формирање на техничка влада и таа да распише општи парламентарни локални избори, се со цел да дојде една нова власт нели во Албанија кој ќе ја влече понатаму у подобра иднина, не ова корумпирана. Илир Мета. А како ти изгледа, Андоновиќ, можно е навистина да му направат импичмент на Мета? Па јас не знам Иземање од како бе функцијата? односот на силите, ми се чини дека Еди Рама ја зафати страната, на опозицијата, значи ги одложи овие избори кои беа на 30 јуни закажани, значи во прилог на опозицијата отиде, под објаснување дека во образложение дека тензиите се големи, дека доколку дојдат тие локални избори може да дојде до експлозија на атмосферата во Албанија, тоа била неговата проценка како претседател. Од друга страна, Еди Рама и неговата владеачка партија тоа нема да го простат и сега повикуваат подитно да го отповикаат Илир Мета пред се поради фактот дека тој неуставно постапил што ги одложил изборите. Имавме и реакција од ОПСЕ кои требаше да ги наблюдуваат тие избори, кои ги наблюдуваат целиот тој процес. Тие велат тоа е внатрешна работа на Албанија, нема да се мешаме тука. Но фактот е дека во Албанија е подвоено општеството, веќе видено и во другиве балкански држави, така да не знам како ќе заврши целата работа. Во четврток ќе се знае дали и пратениците на владеачката партија на Еди Рама ќе успеат да се соберат и да го отповикаат актуелниот претседател Илир Мета. Но доколку дојде до тоа повторно ќе има политичка криза, бидејќи пази, тогаш ќе нема ни претседател, нема да има ни локални избори, ќе мора очигледно да се оди на некои предвремени парламентарни Да, имаме избори. и прилог исто така на темава, го гледаме и повторно се враќаме со анализата. Тилно мислев дека го имаме во блокот подготвен од колегите од Дескот. Во ред и имаме ли нешто дополнително што треба да се изанализира Па околу состојбата со треба да го Албанија? видиме за крајот на оваа приказна за сега треба да видиме како ќе заврши оваа ескалација на конфликтот меѓу двете страни, дали ќе дојде до некаков нов диалог, дали ќе има посредство на меѓународниот фактор, бидејќи таму повторно ќе кажам, масовни се протестите, голема е нервозата и многу е подвоена. Оваа одлука на Илир Мета само укажува дека можеби се приклонил кон барањата на опозицијата, што па сигурно владеачката структура на Еди Рама нема да дозволи. Знам зашто имаме прилог за Ципрас и случувањата во нека биде Грција. како добар влез. Да, го следиме прилогот подготвен од Дескот и се враќаме со разговор.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас попладневот председателот на Грција Прокопис Павлопулос ќе побара распуштање на парламентот и објавување предвремени парламентарни избори што ќе се одржат на 7 јули. Час и половина по средбата со Павлопулос, односно во 20 часот по локално време, Ципрас ќе ја представи програмата на СИРИЗА за следните 4 години. Грчкиот премиер одлуката за предвремени парламентарни избори ја донесе откако СИРИЗА загуби со голема разлика од Нова демократија на европските избори пред 2 седмици. Доста разочарен од изборните резултати и оној постигнат успех на СИРИЗА или неуспех. Постигнат неуспех, да. Што ќе се случува во Грција? Се поизвестно е дека Нова демократија е таа која што веројатно ќе дојде на власт, меѓутоа улогата на Каменос е многу интересна, кој што да, нема да учествува. Нема да учествува. Она што е интересно е дека според грчко, нели, локално време од 20 часот, значи за отприлика 1 час, Ципрас треба да отиде кај грчкиот председател да му однесе пакетот на надежта, како е наречен, и да се договорат грчкиот председател да ги распише во редните парламентарни избори кои би требало да се одржат на 7 јули. Ципрас во тој пакет на надеж планира да понуди многу ветувања во наредниот период, меѓу кои и она што е најгорливо ми се чини на Балканот, а тоа е вработувањата. Тој ветува негде околу 500.000 нови вработувања доколку биде реизбран, но во секој случај, како и ти и самиот што кажа, Ципрас на последните европски избори и локални избори доживеа огромен неуспех и прашање е можеби на чудо дали он ќе успее воопшто да се одржи после овие избори, а од друга страна десничарите на Неа демократија се фаворити, па ќе видиме како сето тоа ќе заврши. Значи она што е во моментов е дека за 1 час од прилика ќе треба да бидат и официјално распишани изборите кои треба да се одржат на 7 јули. Отсуството на коалициониот партнер всушност може да биде и придобивка за СИРИЗА. Па да видиме. Изненадувања се случуваат на изборите. Изненадувања се случуваат. Ципрас ми се чини дека доста самоуверено и храбро отиде денеска да го поднесе барањето до грчкиот председател за избори. Обично нели бегаат кога ти паѓа рейтингот, не сакаш да има сега избори. Тој отиде доста храбро и самоуверено, па дури според некои проценки има и калкулација како при евентуално некаков изборен резултат ќе се одржи на власт и ќе остане во власт. Храброст или тактика? Па храброст, тактика, можеби и блеф, ќе видиме. Ајде да не заборавиме дека веројатно ќе плати голем цех од преспанскиот договор и самиот Ципрас. Тој ќе го плати, он веќе го плати, ми се чини тој цех, меѓутоа повторно ќе кажам, барем според моје лично мислење, многу храбро отиде, многу храбро најавува, многу храбро ветува. И да видиме што ќе биде, дали ќе бидат и официјално распишани изборите и што ќе биде кога ќе се завршат изборите. Ќе потсетам, Ципрас се одржа подолго време, беше изненадување во грчката политика. Сега, поради толку тешки работи кои требаше за грчката политика да ги направи, сега продолжува понатаму. Ќе видиме кој да победи, ќе мора да соработува со нас, бидејќи комшиите не се бираат. Али она што е интересно као сублимација, сакам да кажам дека некако Балканов и понатаму има еден лош манир и една лоша навика, врие цело време некако да се смери. Да, а нас ми оставаат многу теми за анализа тука во отвореното студио 1. Да. И тука ја завршуваме ова анализа, го завршуваме блокот кој што јас и Јана го водиме во отвореното студио. Останете со 1 ТВ, следува забавниот дел, а вечерва се дружите со Сашо Ордановски овде во студиото. Со нас се гледате во среда. Ви благодариме на вниманието.